Па дај молим те. Затоа господин Мицкоски има една визија. Македонија нуклеарна сила на Балканот. Да го замолиме од новата влада на господинот примариус доктор Оптимус Прајм Мицкоски да го вработи во Институтот за нуклеарно вооружување веднаш. Генијалец заборавен од државата. Како мал така измислував нешто како да пукам, што да правам, да измислам некое оружје ново. И така е наполнав цевката. Со грешка беше малце што кладов внатре челично зрно и така направив бела со тоа. Ми направија забрана, не смем да работам. Наместо да ме побара негде да работам, во корист на државата нешто да измислиме, да направиме, ама... За на овие луѓе да им се врати Македонија да биде повторно нивна. Овој човек треба да биде поддржан од владата. Ваквите мултиталенти во другите држави се почитувани само кај нас не. Наместо да крши джамови на комшии, да не прави бела на комшиите, да прави бела на душманите македонски. Иstraživanje nuklearno oružje. Nuklearno oružje во Македонија има само 16 вработени. Браво, Владко Неделковски. Само 16 вработени. Сега ќе видиш после формирање на влада. Нуклеарка кога ќе направиме. Само што им даде идеја. Сега за да биде поефикасен овој институт за нуклеарно оружје, сега ќе имат 160 и мислам стварно, ние треба да развиеме нуклеарно оружје. Александар, прво зачудувачки е многу, затоа сакам да го коментирам и сериозно. Дека во Македонија постои институт за истражување на нуклеарно оружје. Кое нуклеарно оружје го истражуваме? Каде го истражуваме? Прв пат слушам. Даваме препораки ако не нападнат како да се криеме и од едно друго. Ти си слушнал до сега дека постои тоа? Сум слушнал. Да бе и колку. Значи ќе отиде Мицкоски сега како во диктаторот и ќе каже треба да не биде заоблена ракетката, да биде поинти, за не знам на македонски да шпицаста да биде, за да биде страшна. Вака се тоа. Институт за истражување на нуклеарно оружје во Македонија апсолутно е потребно, посебно заради тоа што ние треба да развиеме нуклеарно оружје. Господин Мицкоски има една прекрасна идеја и стварно е тоа многу добра идеја и тоа е револуционерна идеја и мислам дека треба конечно ние да престанеме со тоа. Ние не сме мала нација, ние не сме мал народ. Ние не сме народ кој што само треба да прави шахти, да асфалтира улици и само овци да гледаме и говеда и па ние можеме, ние имаме капацитет како мала нација да станеме Што? Да станеме да направиме нуклеарно оружје. Центар, па да, и ние ова е многу добра развојна компонента и развојна идеја на господин Мицкоски. Значи нуклеарно оружје да произведува Македонија со збогатен ураниум или плутониумски бомби, можеме на пример стварно Македонија да се фокусира на тоа. Да не му текне на Путин да пушти нешто. Затоа ни му ги даде ЈП си што навреди. Да си Ој таму занимајте се со овци, ние ќе правиме нуклеарно оружје. Браво! Браво! Значи, да бе, ние толку ни е развиена државата до нуклеарното оружје стигнавме. Браво! Ние оружјето што го имавме го дадовме за отпад. Абе, хајде, што ние оружје ќе гаѓаме со боева муниција, оваа обична конвенционална. Си направиме ние нуклеарно оружје наше, мислам, ако господин Мицкоски не направи кој друг? Кој друг би направил? Тој е наследник на Криволак ќе биде. Тој е господин Мицкоски е наследник на војводите и комитите кои што го направиле и го измислиле страшовото топче. И ако они биле иноватори на еден таков топ кој што направил Ршум направил. Да, ние тогаш можеме да направиме нуклеарно оружје, брат. Имало и словенец. Седи, да, не. Имало и словенец во Илинденско востание. Абе, нас ни паѓаат стакла, ни се рушат мостови, ние нуклеарно оружје. Не. Што зборите? Тоа се ситни работи. Што зборите? Нама улиците скапани, мостови немаме направено, ќе се испотепиме. Се ситни работи. Ситни работи се џамови паѓале, фасади се растуреле, тоа ќе занима. Подпорни зидови. Не знам, се запалат. Тоа за деца да се играат, да се учат како. Абе, ај не се зезајте какви до нуклеарно, знаеш колку имаме? Многу. Многу имаме ние до таму. Колку кошта една нуклеарна бомба? Милиони. Абе, сите стручни лица ни заминаа надвор од државата, да. И во НАСА и сегде користат македонски ум. Ќе ги вратиме. Кој ќе го вратиме, бе?
Сите ни ги зема. Хисни Джемаили, тој не е Хисни Джемаили, бе. Ау, да. Зеде 1 Тој милион што? евра 2001 штета за овци. Епа, Па штета му направиле на човекот. како да ти кажам, ги гаѓаа со обично оружје. Со конвенционална муниција, ако ги опнеа со тактичка нуклеарка, ни хисни ке се видеше ни овци. Немаше да има ни оштета да има, ама на кој да му текне. Маваш, сушиш таму све со ту тактичка нуклеарка, ни овци, ни хисни. Кој ќе бара? Кој ќе бара оштета? А вака со обична, Ни овци, со ни обична хисни. муниција само овците ги утепале? Барем да ги Мечка, кој ќе го направи бе таа нуклеарна? Шо зборите и вие? Сите стручни ни заминаа Не, луѓе. како кој? Сите деца ни Значи, заминаа. ги Професор, кријат. доктор, примариус, Па да, бе, он Оптимус имаше Прайм, роботика, шо беше нешто? Шо има врска он со нуклеарна? термо... Кадрите ги криеме за Роботот да не ни ги и некој шо да не ни ги одеше зема. роботот штрак, одел лево, одел десно. Така е, Многу мијако. јак изум, ни кажа Мицко. Па он нуклеарка ќе направи. Фарис Джемаили, така е. Истни Мешка фари. многу си меак дека влегуваш во спешал стендап мут кога збораш за Мицковски. Не брат, како? Разборај така. Еве добар предлог има Филип Илиевски. Да се формира агенција за нуклеарни централи. Чекај, башка сега ме посети. Имаме еден дечко од Прилеп, кој што бил Заборавен од државата. заборавен од државата изумител. Он бомби правело, никој не му давал Полиција му викнале. полиција му викнале. Му е наместо да му даде државата пари Да да го инвестира развие, во него. да го развие тоа бомбите. А они му азбука си имаше викнале, направено Дај посебно. најдете го тоа да опуштиме те заборавен Ќе го генијалец. најдеш? Па ова треба да дај молим те. Затоа господин Мицковски има една визија. Македонија нуклеарна сила на Балканот. Прва нуклеарна сила на Балканот и ќе извезуваме оружје. Ама Мицковски А ако може- Европа Чекај се. не викне во Европска унија, во тој случај ние црвените линии се до таму Ќе си правиме нуклеарки. и почнуваме со извоз на нуклеарно вооружување Ама ти на му ја разви сега на во Иран. програмата има нуклеарно за нуклеарка. Чекај ќе видиме. Значи Може вечерва гледачот ни кажа нешто што не знаевме дека постои. Така да ја мислам дека во програмата на Мицко немаме такво нешто. Како немаме? Како ја развити тезата Тоа е толку? тајната програма. Тоа е да. А генијалецов имаше направено негова азбука за да препишува у школа. И сигурно ова со нуклеарката е таква некоја азбука кодна некоја, Абе за што да што не се ја зборите бе разбиеме вие ние. не можам. А знаеш што тука еден гледач имаше Сега ќе се видиме, согласувам со гледачот што рече најдоброто нуклеарно, најјакото нуклеарно оружје ни е тетовскиот граф. Точно. Па тоа е сега за сега. Тоа не е. Тоа не е нуклеарно Што е оружје. тоа? Анти Не. Тоа е убаво кажа од нуклеарка, тоа го имаме. не. Тоа не е нуклеарно оружје, тоа е како се каже тоа Лажњачи што ќе ги Не, лажат. не, како се каже тоа тоа не знам како беше. Хидрогенски бомби се тие. Не е нуклеарно. Тоа е хемиско, вика. Хидрогенско оружје, а може да се користи и како биохемиско оружје. Зависи. Тактичко ако е вооружувањето, правиш помалце. Вика. Тоа е И само бојни. у собата, тоа е тактичко. Абе гледачите А ако сега. се најдеш многу, правиш вум и пола мало. Еве гледаш, вика. Биолошко оружје, тоа бојни отрови, тоа е гасна комора, метан. Тоа ајде за тоа да дискутираме. За нуклеарки многу отидовте далеко. Генијалецот да го видиме. Да видиме, овој генерал да го замолиме од новата влада на господинот примариус доктор Оптимус Прайм Мицковски да го вработи во Институтот за нуклеарно вооружување веднаш. Пушти го. Генијалец заборавен од државата. 23 годишниот Благој Четалески од селото Подвиска и Крушево на јавноста и стана познат во 2007, кога на своји 20 години измисли топ од цевка на амортизер од автомобил, со кој по грешка кога експериментираше, урна дел од покривот на соседите. Уште од како мал така измислував нешто како да пукам, што да правам, да измислам некоја оружје ново да видит. И така е наполнав цевката, ама со грешка беше малце шокладов внатре челично зрно и така направив бела со тоа. Но по тој настан државата за жал наместо да го подкрепи неговиот талент, таа го осуди на 2 години условен затвор и му забранила да продолжи да истражува. Ама сега што не смем да работам малце од грешката,
ми направија забрана, не смем да работам. Наместо да ме побара негде да работам, во корист на државата нешто да измислиме, да направиме, ама не знам, ете. Сега наместо во лабораторија, бидејќи нема услови и пари, своите експерименти ги изведува во соба. Постојано ги следи иновациите и сам може да направи експлозивни материјали од разни хемикалии. Работите се скапи хемикалиите, има киселини некои што се скапи до 50-100 евра, ама не можам да ги набавувам. Зборува турски, учи арапски, изработува икони од специјален восок, а прави и макети на цркви. Измислил и своја азбука која има 33 букви. Сака да ја патентира и да ја понуди на Microsoft. Ја направил за да може да препишува на училиште, за да не знаат професорите што пишува на листовите кои ги носел. За тестови кои ќе правев неписмени работи нешто и од дома си правев подготовка и таму на училиште правев извајсија, си се снаоѓав за да препишем нешто. И додека другите држави ваквите мултиталенти ги вработуваат и школуваат, нашата држава ги заборава. Талески се надева дека еден ден некој ќе го забележи неговиот талент и ќе му помогне да стане иноватор за артилериски орудија. Овој човек, например, Мицковски, Ама не знаеме дали е уште држава. водеше кампања за ваквите луѓе. За на овие луѓе да им се врати Македонија да биде повторно нивна. Овој човек треба да биде поддржан од владата. И треба да му дадат поддршка. Значи, Да, првен треба да го скршил најдеме джам на човеков, комшија. дали каде е до сега човеков. Па кажа во Баш ќе подвис. прашаме, ама Крушевско одамна село Треба да подвис. се, треба да и ќе отидеме до него, еви гледачите бараат и донации ако треба да видиме што прави, до кај стигнал со оружје. да не направи друга бела некоја. Бела, не сакајки. Не. Овој човек треба да Биде во тимот на Мицко. Да. Бидејќи овие луѓе Ама нема да биде. ваквите мултиталенти во другите држави се почитувани само кај нас не. И треба да го почитуваат овој човек и сега да го вработат, односно да го повикаат за значи како што го повикале фон Браун во Америка, така да го повикаат и Талески од подвис, да го повикаат во владата Кој знае што измислил човекот и да му меѓувреме, дадат, ова одамна. да му дадат, да ги видат неговите истражувања, како што американците му ги барале на фон Браун. Точно бе ќе му измислиме одма И сега, агенција. како што му ги барале, и да му ги побараат истражувањата, Мицко да ги прегледа, бидејќи е професор, доктор да. примариус, доктор По по роботика. роботика, термо, Електрани. не знам што, да Термочорап. ги прегледа. Ако е окей, одма веднаш да се земе човекот, да се институционализира човекот веднаш и да почнат да произведуваат за наместо да крши џамови на комшии, Бела направил, да. бела, да Бела не прави направи. бела на комшиите, да прави бела на душманите македонски. Да тие душмани македонски ги прави бели.